Нема крај на поединечната неодговорност, расипано месо од ладилник фрлено во близина на средното медицинско во Штип. Неподносливата реа од распаѓањето на органските материи изложени директно на високите летни температури е повеќе од изразена. Опасноста од зараза исто така. Случајот е документиран со фотографии кои кружат на социјалните мрежи и сега на потек се комуналните инспектори. Во најмала рака, на несовесниот штипјанец му се заканува казна од 50 евра, според Законот за јавна чистота. Но имајќи предвид дека фрленото е потенцијална епидемиолошка бомба, не е исклучена можноста тој да се гони и по други основи. Штипјани, фрапирани од неодговорноста и дрскоста на оние кои на 40 степени на ваков начин се ослободува од расипаната содржина од ладилникот и создава диви депонии. А не, у ниеден случај диви депонии не. Не на диви депонии, како на диви депонии? Па тоа ќе се скапе, ќе се мора да имам некаде да се носе, мора да се фрле, ама каде? На диви депонии не, у ниеден случај не. Смрде заразно? Смрде, апсолутно. Деца играт, може да фанат, апсолутно. Па не треба тоа да се фрла, има си кај да се фрле. Па смрде нормално, загаздува се воздухот. И заразно? И заразно за сите. Да ги избегнеме. Како? Да ги нема или? Да се најде решение. Во меѓувреме, првиот човек на јавното предпријатие ИСАР апелира сметот задолжително да се одлага во кантите за смет и контейнерите, со важна напомена кога летните жештини се во полнек. Сите овие изгобрувања да ги прават првично во кеси, да ги складират, а потоа во кантите и во контейнерите. Одговорност и внимателност мора да има, зашто Штип зад себе веќе има една историја на голема епидемија. На крајот од 80-тите, речиси половина град заврши неинфективно, поради дизентерија предизвикана од бактеријата Шигела зоне. Затоа, совесноста како превентива е најдобро решение. Да се има чист воздух, но и мирна совест дека инфектолозите ова лето ќе имаат помалку работа.